Здраво на сите и добро дојдовте во емисијата Македонска ера трета е поканета од, а овој пат поканата е од самија Мустафи. Тој е македонец со доста богато животно искуство, па ќе биде интересно да се чуе како неговиот животен пат почна од Западна Македонија, преку Германија, Турција и сега на крај назад пак во Македонија. Па како прво сами добро дојде во емисијата. Благодарам, добре најдов, драги. Запознајме накратко почетокот, твојот почеток во западниот дел од Македонија. Така, јас сум роден во Маврово Ростуше, меѓу две планини, Бистра и Кучин. Сега е само зелено, има кислород, има се, и затоа сме здрави, фала на Господа, и така. И роден сум 53 година, завршив 8 одделение тука и стариот не зеде во Германија, 68 година, и после 50 години пак се вратив назад. А што образование заврши во Германија? За дизајнер сум. Генерално, ама повеќе она што треба. Она што треба, што гледам дека вистина ми треба, и тука се концентрирам и тука работам. И благодарение на тоа образование како дизајнер, како испадна да напуштиш Германија и да се најдеш после во Турција? Епа, дојде една понуда од Министерството за туризам од Турција во Европа и покани дизајнери, инженери, архитекти и сите стручњаци што се гастрономски проекти. И отидовме сите на полагање, испитот го положивме, 24 специјалисти, и 90-та година не примија во Турција, 2,5 години договор да правиме, да ги научиме како се прават хотели. Турција тога имаше море, 6000 километри наоколу, ама хотелите е друго нешто, не е како што му се свиѓа на газдата. Треба да му се свиѓа на муштеријата, Да. гостинот. И така, ги научиме 2,5 години, јас си останав уште 25. Заборавив да се вратам, драги. И за среќа што сум останал, го запознав преседателот на Македонска ера трета, тогаш беше амбасадор на Република Македонија во Анкара, Турција, Горан Тасковски. И од тога сме уште пријатели и другари и му верувам и затоа сме сите сега заедно да продолжиме со Македонска ера трета, што е само за народот и за Република Македонија, не као другите. А во какви активности бевте вклучени токму со амбасадорот Тасковски во тоа време и преку амбасадата, какви дејности се вклучи во однос на македонците во Турција? Амбасадорот доаѓаше многу секаде во Турција, кај што имаше здруженија од иселените од Македонија. Се дружеше со нив, некогаш нормално тие зборуваат македонски, не е проблем тоа. Само пошто јас си бев од тука веќе и малце бевме поблиску и поотворени во темите за што се работи за ова зона, и толку беше активно и многу сакан човек беше, и еднаш реши да донесе професори од Македонија
да учат македонски јазик кој што сака. Се пријавија многу млади од 14-15 години до 20 години. Многу и во сите градови предава македонски јазик и тие и денес доаѓаат тука да студираат во Македонија во универзитетите. А таму е кај што беа во неколку градови што се иселени нашите, што ние во нашиот крај од Маврово до Косоврасти пред Дебар се зборува само македонски јазик, немаме други јазик. 95% можам да речем само македонски се зборува. И тие иселени се многу од нашиот крај се иселени во 50-тите години, многу граѓани. А како се организирани македонците? Во какви здруженија се организирани во Турција? Па здруженијата се викаат, сите имаат македонски иселени, дали од западот, дали од Измир, дали од ова. Сите името го споменаат. Овоја главниот што беше тамо, Еге Мак Гьоч се вика, во Егејска Турција иселени од Македонија, значи Мак Гьоч. Да. Иселени од Македонија. Сите го имаат накратко Мак, мислам, точка. Сите го имаат тоа, заради да се знае и се наоѓаат многу блиску. И музиката наша таму, само наши песни, и свадбите се исти све таму. Исто као кај нас. Да. Свадбите само... Во кои места повеќе живеат нашите? По поселски места, по градови, каде се расфрлени из Турција? По градови и близу околина на градовите. Мислам, највише Измир, Бурса, Истанбул, Коџаели, тука, мислам, до Егејска Турција, во Анадолија нема наши. Мислам, од овие што зборуваат македонски јазик, нема. Ама тука се и многу ги има, да ти кажам. Многу. Колку мислиш дека ги има во Турција? Па и статистиката е од Балканов иселени околу 18 милиони, а од цел Балкан, мислам, од Босна да почнеме до секаде, а најмалце 5 милиони има, викаат, чудно е кога викаме 5 милиони, ама тие во Турција се раѓаат многу деца и затоа е расти 3 пати повеќе него од кај нас, од 50-тите години, ме разбирате? Да. Мислам, 4-5 деца во просек, 5 деца, 4,5 деца имаат во просек. А кај нас 2, 1,5 како доаѓа, не знам сега во последно. И така е голем, еднаш ќе одиме таму, ќе видите. Да. Очигледно, тоа е навистина голем број. Да. Сега се наоѓаш во Македонија, има ли можност и искуства што ги пренесува од Германија во Турција да се развие турското стопанство и туризмот? Очигледно Турција се е еден од светските водачи во туризмот. Може ли Македонија да биде водачка сила во туризмот? Да, сега во Македонија и статистиката е од Турција доаѓа до прошлата година од 600 до 700 илјади граѓани доаѓа од Турција овдека. Со потекло од тука, а има тие се, да речеме, се ожениле, има роднини и од турците, заедно со нив да им кажат кај е родниот крад на стар дедовците, на старите родители. И затоа ги носат тука. Јас многу имам донесено групи тука. 600 до 700 илјади и да, прошлата година малце се намали и годинава, ама од година мислам дека ќе биде уште повеќе, зашто разговараме, коментираме стално со нив, комуницираме и ќе биде уште подобро. Ја сакаат нашата држава, ја сакаат и таму секаде го има нашето знаме. 16 крако до сонце.
И новото и сонцето порано нормално. Сонцето стално го има кога имаме гости, а и новото знаме го има. Мислам, тоа стално и секаде. Една друга активност која ти си вклучен е иноваторството. Си почнал уште од Германија, па еве сега продолжуваш и во Македонија. Запознане нешто околу твоите иноваторски дејности? Сега најстариот продукт, мислам, првата иновација има мака со нозете, против миризбата на нозете. 74 година не можев да појдам на гости. И седнав, истражував 16 години. И го пронајдов препаратот, тој косметички препарат, не е медицински препарат, со цертификати од Светското здружение за здравство. Мислам, цертифицирани со дозвола од Министерство за здравство, не со овие бабини лепови и така натаму. Затоа е секаде актуелно и се продаваше во многу држави. Во Европа, дури во Америка снимавме рекламски филм во Мајами. И во Канада се продаваше. Во Европа, во Германија, Италија, Турција секако, Турција во 10.000 аптеки и турската војска. Тоа имаме се написмено, мислам, се со архива е. И другите продукти, кога се истражува нешто за иновација, кога ти треба. Речеме, тој проблем го имав, го решив. Да. Татко ми беше парализиран. Ово е светски проект, другиот, и ово исто. Парализираниот не може да оди у бања. Пошто вратите се тесни и кадата е длабока и никако туш на нозе не може да седи, така ли? И нацртав една бања, бањата да дојде кај болниот. Снатре си има и вода и се една капка да не капни доле, оди до креветот и само со чаршавот се става внатре, се бања, се склопува, таа е за шок соба, за болници и старски домови. А има една, малце по луксузна, за некои што се материјално појаки, си е под креветот кадата, со креветот заедно. Ама тоа ќе го правиме, исто ќе се произведува во Битола, како и кремот лабораторијата сега во Битола се направи. За кратко време ќе се почне да се произведува во Битола. Битола ни е наш главен град со поглед на нашата, мислам на нашиот колектив, на нашето друштво, пошто сме таму е формирана и нашата партија, мислам, центарот и преседателот наш. И така со тоа сакаме да инвестираме таму и да се вработат повеќе луѓе и да носиме други инвеститори и за експорт. Продуктот ќе се продава само преку онлайн во цел свет. На англиски паковката, а името е символ на нашата Република Македонија, пошто се вика Педи Макс. Педи е латински нога, а Макс значи Македонија максимално на здрави нозе. Одлично име. Да, така е патентирано името и така ќе се вика. И така, драги. Одлична работа. А како македонец со исламска вероисповед, како ја гледаш политиката на Македонска ера трета како политичка партија во однос на ова група македонци и каква е вклученоста на македонците од муслиманска вероисповед во политичкиот живот во Република Македонија, па и еве преку партијата Македонска ера трета? Така,
Сега нашиот крај не можам за сите од исламската вера да зборувам. Нашиот крај од Маврово до Дебар се веќе да речеме 90% за македонските партии. За македонските партии до денес и сега да даде Господ нашата партија Македонска ера трета, што има подобри идеи, пообјективно гледа за народот и за Република Македонија. Тоа се слуша више секаде, се знае. И мислам дека ќе прифатат, не ќе не прифатат, ќе прифатат. Значи, зашто е логиката едно е право, две прави нема, драги. Знаеш, и ја кај што одам, само слушаат вака. Зашто не слушнале такви муабети? Тие слушаат сите непотизам, роднините да ги запосли, она истото. 30 години, знае, да не разговараме повеќе во таа тема, народот си знае и му дојде до носот. А зашто немаше трета алтернатива до сега, здраво нешто. И затоа што да прави, или тамо. Така беше. Да, затоа македонска ера трета е таа алтернатива. Тачно. За сите македонци. Тачно, да. Самија, да не го правиме интервјуто предолго, да биде интересно. Како треба друг пат повторно ќе не поканиш. На крајот благодарам што Македонска ера трета покани кај тебе на гости виртуелно. И се најдобро и ти пожелувам успех и во нови изуми. Благодарам. Заедно сме додека сме живи. Да ви кажам, секогаш и секаде. Со среќа да ни е, со здравје да ни е. Благодарам, све најдобро. Се најубаво, пријатно. Се најубаво. Пријатно, се најдобро.